Разговараме со Ксенија Маказлиева Трајчева, уредник во просветно дело, меѓутоа и еден од новоизбраните амбасадори на петтата конференција на Меѓународната асоциација на најдобри едукатори од поранешните југословенски простори, која се одржа од 20 до 23 октомври во Требиње, Босна и Херцеговина. Ксенија, добре дојде, драго ми е што имаме можност да зборуваме овде на програмата на ТВ Канал ВИС за твоите последни активности како уредник, но и како амбасадор на едукаторите, на наставниците, но и амбасадор кој што е надвор од образовниот процес. Пред се, дали може да ни објасниш каква е ова награда, ова признание кое што го доби во Требиње? Добар ден, поздрав до сите гледачи на ТВ Канал ВИС. Секој со посебна радост гостувам на вашата телевизија, така е и денеска. Со тоа што денеска имам еден поинаков повод од она што е мое редовно професионално ангажирање. Како што кажавте и сами, во Требиње се одржа петата конференција на Асоциацијата на најдобрите наставници од поранешните југословенски простори. Првата, за информација на гледачите кои што не се целосно упатени што представува оваа асоциација, беше одржана во Скопје, во целосна организација на најдобрите наставници од Скопје, во моја координација, бидејќи тогаш така и беа условите. Сега, основачи на оваа асоциација се Весела Весе Богдановиќ и Желјана Радојчиќ Лукиќ, кои што се всушност избрани во 50 најдобри едукатори на светот во престижното признание World Teacher Prize. Како добитници на тоа признание, тие имаат за цел и задача да ги анимираат и наставниците од нашиот регион, да ги бараат најдобрите меѓу најдобрите и да ги мотивираат и тие самите да конкурираат за тоа признание. Моето признание како амбасадор на асоциацијата го добив уште таа 2019 година, кога безрезервно се вклучив во организацијата и реализацијата на првата конференција. Од тогаш се одржа уште 4 конференции, една во Будва, една во Белград, една во Сараево и оваа петата сега во Требиње. Оваа петата е посебна за мене затоа што, да речем, уште еднаш добив едно признание за најдобар амбасадор. Овој пат беше наречено амбасадор за 5, затоа што од сите амбасадори на асоциацијата кои што се надвор од воспитно-образовниот процес, јас ги проследив сите 5 конференции, од првата до последната, и во сите 5 конференции безрезервно се вклучив во организацијата и реализацијата на конференциите, помагајќи им на наставниците да биде се онака како што тие го замислиле. Зошто е важна оваа конференција за наставниот кадар, но и за тебе како уредник кој што многу тесно соработува со образованието? Така и дојде таа соработка, значи јас влегов, да речеме, во оваа асоциација на покана на Весела Богдановиќ, имајќи го предвид мојот долгогодишен стаж во уредништвото, во издаваштвото, веќе 3 децении сум во непосреден контакт и комуникација со наставниците од сите нивоа на воспитно-образовниот процес. За таа прва конференција се побара поддршка и од мојата издавачка куќа Просветно дело и од мене лично, и ние безрезервно се вклучивме и така почна целата приказна. Асоциацијата е она што мене ме повлече најмногу за да бидам тука и да бидам со наставниците е тоа што оваа асоциација функционира целосно ентузијастички. Значи се работи за еден тим на најдобрите наставници од тие поранешни југословенски простори, кои што се сооснивачи на асоциацијата и кои работат со цел ентузијазам и љубов за да ги најдат најдобрите меѓу себе. Тоа е она што, знаете, кога ќе сватите дека некој со цела љубов и ентузијазам работи на својата професија, без при тоа да очекува било каков друг фидбек, освен да се пронајдат најдобрите меѓу најдобрите, се со единствена цел да се разменат искуства, да се вмрежат меѓу себе, да работат заеднички проекти, да бидат заедно тука и она што е најважно, да се даде поголем акцент на учителската професија, односно на значењето на учителот во општеството. Затоа што сите ние сме длабоко свесни
свесни дека без нашите учители никој од нас немаше да биде она што е денеска. Ако не зачекоривме во градинка, во училишните клупи и понатаму средно и високо образование, секојаш тука покрај нас биле учителите кои ни биле поддршка, кои ни биле мотивација и на некој начин ни го покажале патот по кој што ние подоцна сме зачекориле. Дали досега има веќе некои конкретни соработки кои што произлегле од наставниците, од оваквите средби, ваквите конференции? Може би помеѓу наставници од Македонија со некои од останатите земји учесници. Може ли да се сетите на некој таков пример? Да, тоа е всушност и најголемиот бенефит на овие конференции, бидејќи знаете на тие конференции учествуваат наставници кои што дале дополнителен допринос во оваа професија. Тоа се наставници кои што имаат бројни признанија и награди освоено. Тоа се наставници кои што имаат реализирано бројни проекти. Тоа се наставници кои што се секогаш чекор напред во однос на воспитно-образовната практика. И таквите наставници кои ќе се соберат на едно место, неминовно е да се воспостави соработка меѓу нив. Самите наставници се и автори, носители на проекти, носители на литературни, на ликовни манифестации, носители на еколошки проекти. Сите тие се препознаваат тука еден со друг и се вмрежуваат понатаму во развивањето на нивните проекти. Она што е особено интересно на сите тие конференции е што се одржува тој саем на образованието, на кој што сите наставници имаат можност да ги покажат, односно да ги представат или презентираат своите успешни практики и проекти кои ги реализирале во својата средина. Е сега вие кога ќе видите дека на тој образовен саем имате 2-3 штанда на кои што се презентираат проекти од областа на екологијата или 2-3 штанда на кои што се презентираат проекти од областа на традицијата, тогаш неминовно тие се вмрежуваат меѓу себе и проектите се шират. Така што на оваа конференција сега на последната на петата, веќе имавме презентирање на заеднички проект на наставници од Македонија и од Србија, кои што презентираа проект за заедничкото и различното во она што значи културна традиција. Па имавме можност да ги видиме облечени во народните носи од своите земји, да видиме предмети кои што се користеле во минатото, да ги видиме сличностите и разликите, како се честуваат празниците кај нас, кај нив или кај некој трет народ. Сето тоа културолошко обединување фактички ни докажува дека имаме многу сличности, меѓутоа постојат и разлики на кои што ги препознаваме, кои ги почитуваме и допринесуваат подобро да се запознаеме едни со други. А она што е заедничко на сите наставници кои што учествуваат на овие конференции, дека сите тие потекнуваат од еден ист образовен систем кој што претходно функционирал во поранешната држава. И во главном се соочуваат со истите проблеми кои што ги носи тој систем кој што сега е нели преобразен, кој што делува некако поинаку, и она што е особено важно е што сега во денешно време нели постои формално и неформално образование, постои државно и приватно образование, и сето тоа тука се повлекуваат сите тие паралели да видиме што и до каде сме, каде се бенефитите од едното, каде од другото, и затоа во рамките на секоја конференција се организираат панел дискусии на кои што се споделуваат мислења и пракси, и подоцна во тој неофицијалниот дел тоа продолжува. Така што на оваа конференција имаше една од темите беше лидерството, што значи да се биде лидер наставник во одредена средина, во одредено училиште, и што значи кога си лидер и како да ги мотивираш колегите да бидат подобри. Втор панел беше за директорите, колку е важен директорот, односно менаџерскиот тим кој што стои на една воспитно-образовна институција, колку е важен тој за наставникот, па и за учениците, нели тоа е секако врзан процес. И секако имаше и тема која што укажуваше како и зошто настана оваа асоциација и кои се целите кон кои треба да се стремат сите оние кои што се полноправни членови, а особено оние кои што го добиваат признанието, односно титулата најдобар наставник од поранешните југословенски простори. Самите го начнавте моето следно прашање, а тоа се предизвиците, проблемите со кои што се соочува секој образовен систем
од македонскиот до останатите југословенски, поранешни југословенски земји. Дали на овие 5 конференции можевте да мапирате некои слабости, некои точки за кои што ги споделуваа самите наставници од овие земји? Што како неколку клучни проблеми би издвоиле во секој од оние со кои што имавте можност да се запознавате? Што споделуваат наставниците? Знаете како, кога вие сте на конференција со наставници кои што имаат поставено многу повисоки цели во својот професионален и кариерен развој, за тоа каков наставник треба да се биде и надвор од училишните клупи, тогаш сваќате дека меѓу наставничкиот свет има многу наставници кои што се талентирани за многу други работи кои што се надвор од она што значи основно учење и поучување на учениците. Она што се издвојува од сите овие конференции е тоа што сите овие наставници кои што учествуваат на овие конференции, своето искуство го споделуваат не само со колегите, туку и со учениците, со своите ученици. Што е она што тука се случува, кое место го посетиле, кој споменик или не знам, она што било мапирано, затоа што во рамките на овие конференции се одржуваат и работилници под отворено небо, каде што сите учесници се поделуваат во групи и имаат за цел да запознаат дел од она што значи географско, културолошко, богатство на градот во кој што се одржува конференцијата. Она што е заедничко за сите е дека наставничката професија, односно учителската професија е една од најслабо платените професии во сите овие земји. Дека сите наставници кои што добиваат признание или кои што се прогласени како најдобри, многу ретко се препознаени од државата или наградени од државата. Тука исклучок е Црна Гора, која што навистина, според споделените искуства на колегите од Црна Гора, навистина ги препознаваат и ги наградуваат наставниците кои што покажуваат дополнителни интереси и успеси. Меѓутоа, она со кое што се соочуваат сите училишта, сите предучилишни установи е условите за работа во секој поглед. Меѓутоа, во последните неколку години веќе постои сериозен тренд на наменување на околината за учење, за правилен раст и развој, каде што се повлекува една линија дека во училиштата и во градинките се воведуваат современи трендови на она како треба да изгледа една занимална или една училница. И секако тоа пак се случува, да речеме, во градските средини повеќе, за разлика од руралните средини. Меѓутоа, и тој тренд е во нагорна линија, што е навистина радост за сите кои што работат во таа дејност. И отварањето на поголем број на градинки, односно на институции за предучилишен раст и развој, затоа што кога ќе погледнете вие паралела колку ученици имате и колку деца се загрижени во градинките, ќе видите дека тоа е голем сооднос, дека многу поголем број на деца немаат предучилишно воспитание и образование, нели сите задолжително тргнуваат во прво оделение. Сега веќе се повеќе се приклучуваат на оваа конференција и учителки и учители од предучилишното воспитание и образование, се дава акцент на тоа колку се првите 5 всушност најважни на свет. Така што се опфаќаат сите нивоа на воспитно-образовниот процес, со тоа што можем да кажем дека помалку се вклучени наставниците, професорите од високото образование. Некако тука е можеби поинаков начинот на работа, се работи со една друга популација, помал број на студенти за разлика од ученици, меѓутоа не е дека ги нема и дел од нив се и самите амбасадори, затоа што за да високообразовните институции имаат своји студенти, секако морат да бидат регрутирани нели од основните и од средните училишта, и тоа е една од целите на кои што тежне асоциацијата да вклучи што е можно повеќе професори од високообразовниот процес, за да се направи некаква синхронизација на сите нивоа на воспитно-образовниот процес. Така. Има ли простор за некои други соработки со оглед дека вие сте представник од издавачка куќа,
Па дали можеби наставниците се заинтересирани за она што го работите и начинот на кој што вие го поддржувате македонското образование со оглед на тоа дека издавате литературни списанија за деца и какви се примерите во останатите земји во однос на литературните списанија? Дали се можеби позастапени во наставата, во училиштата во другите земји? Ние сме единствени, Македонија е единствена држава која што одржала континуитет на детскиот печат од 45 година до денес. Во сите други држави постои и не постои печат за деца или постои некакво списание па згаснува па се појавува некое ново, меѓутоа оној континуитет кој што ние го држиме, особено редакција Детска радост и просветно дело, почнувајќи од јануари 45 година па до денес континуирано да издаваме списанија за деца под истите брендови, речиси и да не е случај и тренд во сите други држави. На минатата конференција во Сараево јас имав свој штанд на кој што ги презентирав нашите списанија, бидејќи во самите списанија во соработниците се вклучени наставници, затоа што имате вие наставници кои што се автори на учебници, имате наставници кои што се талентирани да направат дополнително методичко-дидактички содржини, кои пишуваат, кои творат, кои што знаат да направат поинаков час, кој што пак отскокнува од она што значи задолжителна реализирање на задолжителната наставна програма, сите тие кои што сака да направат исчекор во својот кариерен развој, се во главном и наши соработници. И токму тие и беа дел од штандот на просветно дело, затоа што и ги презентиравме страниците кои што тие ги имаат сработено во списанијата Росица, Другарче и Развигов, што е секако за почитување и за поздрав. Тоа се случува и во другите држави, значи многу од нив се автори на учебници од својата област, се автори на некои методички помагала, дури имавме една наставничка од предучилишна установа која што има цела своја едиција за предучилишно воспитание и образование, така што секој кој што е вложен, да речеме 100% во својата професија, и е посветен на тоа што го работи, секогаш има мотив да сработи нешто плюс. Токму затоа се и тие сајмови на образование, за да се препознаат едни со други и за да ја вмрежуваат соработката едни со други во правец на подобро искуствено учење со своите ученици, независно на која возраст се. Така. И што е она што следува во однос на овие конференции? Дали имате во меѓувреме некои подготовки, нешто што произлезе или пак ќе ја чекате следната 6-та конференција? Секако главна цел, односно носечкиот момент или тежиште на конференцијата е прогласување на најдобрите наставници. Тоа се случува на секој 6 месеци, значи самата асоциација има повик кој што се проследува до сите наставници. Таму постојат 25 критериуми кои што наставниците треба да ги исполнат, меѓутоа постои градација. Значи исполнување на одреден дел од критериумите значи полноправно членство во асоциацијата, исполнување на 15 критериуми значи титула најдобар наставник, оваа година имавме 5 од Македонија која што ја добија, и плюс исполнување на сите критериуми значи признание звезда на образованието, значи некој кој што е навистина посебен во својата работа. Она што беше воведено како награда во последните две конференции беше и најдобар директор, имајќи во предвид дека, како што реков и предходно, самиот менеджмент многу значи во поддршката или неподдршката на еден наставник, затоа и се поведе таа иницијатива да се бират и најдобрите директори за да се покаже колку е тоа важно кога директорот е поддршка на своите вработени, на своите ученици, онака како што наставникот посакува да биде. Така што оваа година имавме најдобар директор од Македонија, мислам на оваа конференција е избран и од другите држави, и она што сега можеби се поставува како идна цел на конференцијата да се одбере град кој што посебно посветува внимание на едукацијата и кариерниот развој на наставникот. Тоа значи градови кои што организираат конференции, советувања, различни начини за кариерно усовршување на наставниците, градови кои што ги отвараат своите врати
за да им помогнат на наставниците во својот професионален развој. Тоа особено е важно и за градови кои што се универзитетски центри, како што се кај нас Скопје, Штип, Битола, колку всушност тие се вклучуваат во понатамошниот кариерен развој на своите поранешни студенти. И она што беше посебен предизвик на оваа конференција беше да наставниците некако се изборат да постават во своите градови, оние кои што се носители на признанието, билборди на најдобрите наставници. Нели најчесто на билбордите ќе ги видиме политичарите кога се избори во прашање, ќе видиме некој пеач или некој глумец или некоја представа. Меѓутоа, ете сега се поведе една иницијатива што мене вистина многу ми се допадна, лично ми е предизвик, да најдобрите наставници, најдобрите едукатори имаат свој билборд во своето место на живење. Ете колку да се знае колку тие луѓе вложуваат од себе си, своето професионално знаење и умење, но и себе си лично во она што значи едуцирање на нови генерации. Само да прашам, дали досега некој наставник од Македонија ја добил наградата Звезда на образование? Сме имале ли Таа награда уште никој ја нема добиено, значи се уште не се исполнети критериумите? Не се, да, критериумите исполнети, затоа што знаете... А што опфаќаат тие? Што би требало, дали може накусо да ни објасните? Јас критериумите лично не ги знам, бидејќи јас сум во оваа асоциација како поддршка. Она што значи промовирање, организација, обезбедување на спонзорство кои што можат да помогнат во целата работа. Да речеме за конференцијата за Белград и за Сараево успеав некако да обезбедам бесплатен превоз за нашите наставници да отидат на конференцијата, бидејќи знаеме какви се примањата на наставниците и колку значи секоја помош. Меѓутоа, она што значи критериуми и апликација, тоа си е затворено затоа што апликацијата ја отвараат само оние кои што аплицираат. А критериумите ги познаваат тие што аплицираат и тие што се во комисија што ги бираат најдобрите наставници. Она што вака во муабет со наставниците нели сме го разговарале, е важно колку е побогато CV-то, односно апликацијата со проекти, со наставни активности, со признанија, независно дали се локални, меѓународни или државни, наставници кои што се автори, кои се појавуваат како автори на книги и така натаму, сето тоа си носи бодови. И тие критериуми се направени врз база на критериумите на World Teacher Prize. Значи, таа е основата по која што се водат тие критериуми и затоа не воопшто лесно да се исполнат. И навистина тие наставници кои што го добиваат тоа признание се навистина наставници за почит, кои што треба да бидат пример кои што ќе го следат и другите наставници, затоа што сепак крајната цел на сите нас е подобро образование и подобро образовани млади генерации. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека ќе имате успешен период на подготовка до следната конференција и дека вие заедно со наставниците од Македонија ќе дојдете со многу признанија. Да, се надевам, оваа конференција беше особено успешна, бидејќи имавме 5 наградени наставници, 1 награден директор, и ако го броиме и моето признание, значи вкупно 7 признанија понесовме, но не беше само тоа, бидејќи штандот на Македонија, бидејќи имаше во самиот образовен саем тема мотивациони пораки, па наставниците од Македонија се вмрежија под мотото Македонија мотивира, па штандот на 13 на македонски наставнички беа овој пат вклучени, ја доби дипломата за најубаво спакувана мотивациона порака или најдобар мотивационен штанд. Исто така понесовме уште едно признание од наставничка од Скопје, која што доби признание за најоригинален штанд, кој што беше штанд како производ на еден екопроект кој што таа го реализирала, така што
овој пат на вистина се вративме со многу признанија, што мене како амбасадор секако ме прави горда, затоа што гледам дека нашето образование е во чекор со воспитно-образовните практики во овој регион, и тоа ни е особено драго, и не ми останува ништо друго освен да посакам на следната конференција да се вратиме со уште повеќе дипломи и признанија. Но како и да е, дипломите и признанијата не се најважни, најважно е врежувањето, контактите кои што се остваруваат и практиките на доброобразовните практики кои што тука се споделуваат. Ви благодарам уште еднаш.